Фактички работиме за нив. Како хонорарно додам у нивите, да си имам занимација едноставно. Потоа што земјоделците ја оставаат на нивите, се потешко се претвора во добра заработка. И покрај месеците напорна работа, неизвестноста околу приносите и ниските откупни цени го обезвреднуваат нивниот труд. Наместо награда за вложениот труд, анкетираните земјоделци велат дека работат само за да ги покријат трошоците и да ја одржат земјата жива. Додека амбарите се полнат со непродадено домашно жито, на пазарот се повеќе место добиваат увозните производи. Земјоделците предупредуваат дека нивниот труд останува без вредност, а домашното производство ја губи битката со увозот. Многу работи. Нивите сега едните се ожнејани пчениците и чимено, а другите се у паза на класење, ориза. Влијае дождо и добро ѓубриво. И се зависи почвата. Па ќе има 400 до 500 кила ќе има кај нас од нашата родна земја, а за оризо негде околу 500 кила е. Али цените се многу ниски на тие производи. Оти беќе чимено е 10 динара, пшеницата 11-12 и сега не манипулират, демек има многу пшеница у залиха, а што ние Македонија увезуваме пшеница нон-стоп по 280.000 тона, а сега ги манипулират сите земјоделци. Ја работам 100 декари мање, али не е добро тоа. Многу е дозволија на фабрикантите за ориз и да тоа без пари земја на 30 години и сега арпата е од 18 до 20. Инаку вчера оризопроизводителите остварија средба со новиот министер за земјоделство, на која повторно ги отворија долгогодишните проблеми со ниските откупни цени. Иако конкретно решение не беше постигнато, тие очекуваат најавената средба со откупувачите да биде првиот чекор кон надминување на проблемот. Вчера имавме една средба со новиот министер за земјоделие, на која му кажавме старите проблеми кои ги имаме ние како оризопроизводители. Најголем проблем е кај откупот на оризовата арпа која се откупува по многу ниска цена, дури тоа кажувавме цело време дека се откупува испод производната цена. Меѓутоа, од страна на министерот не видовме дека може да се разговара на таа тема, бидејќи кажа дека ќе мора да има и една средба со откупувачите. Па така остана да тој проблем не решен, што не е најголемиот. Меѓутоа, за другите кажани проблеми од страна на оризопроизводителите на земјоделците, кажа дека ќе најде сила некако да ги решаваме во текот на годината. Меѓутоа, гледајќи ги проблемите во оризопроизводството, каде што се многу тешки, не верувам дека нешто може да се преземе. Таков дисбаланс на цените, ако земеме откупните цени сега што ги имавме од 18 денари, на оризовата арпа, а продажбата на белиот ориз кој се движи од 100 до 150 денари се движи на пазарот, тука нешто не е во ред. И покрај долгогодишните проблеми и неизвестноста, земјоделците велат дека нема да се откажат од борбата за достоинствена откупна цена. Се надеваат дека најавените разговори со институциите и откупувачите конечно ќе овозможат нивниот труд да биде вреднуван онака како што заслужува. Ако дополнително